Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушат емисијата се разбира глас на вистината. Ве поздравувам од искрено срце и ви посакувам на вистина Божи благослови да течат врз вашиот живот и тоа секојдневно и Господ кој е на небесата да ги излева сите своји благослови и да покажува секојдневно милоста Божја на сите нас. Ова вечер ќе зборуваме за верата, всушност што е тоа вера. Често пати поставено прашање и често пати погрешни одговори. Значи, многу често пати се поставува или се повторува истото прашање, но и често пати добиваме погрешни одговори по прашање на верата. Јас ќе направам само неколку примери, а се надевам дека ќе дадам неколку одговори кои што ќе го задоволам вашиот апетит. Се разбира преку Божиот збор. Прво, често пати луѓето знаат да кажат дека ние си ја менуваме верата. Јас би рекол оваа вечер не. Ние не си ја менуваме верата, туку дозволуваме верата во Бога нас да не промени. Тоа е прво и важно. Друго, луѓето размислуваат дека ние си ја менуваме исто така нацијата. Ја би рекол не. Ние си остануваме исти, како роми, како македонци, како и да е било. Значи, луѓето, кога почнуваат да му веруваат на Бога, не си ја менуваат нацијата, ниту пак си ја променуваат верата, туку реков верата дозволуваат да нив ги промени и направи трансформација во нивниот живот. Дали има потреба да си го мениме името? Јас би рекол не. Луѓето размислуваат дека кога ќе поверуваш во Господ, дека ти поминуваш од една на друга страна и дека е потребно да направиш одредени промени во животот. Но не би рекол дека важно е да го промениш и името. Името твое или мое нема никаква врска со нашата вера, се разбира вера во Господа. Па крај накрај, дури овие нешта да ги промениме, сепак тоа не е дефиниција за верата. Всушност не е ниту вера. Кога човекот ќе го промени своето име, кога одредени работи ќе промени. Тоа не се дефиниција околу верата. Ние оваа вечер ќе зборуваме што е тоа вера и што зборува Библијата. Еве што зборува Библијата по прашање на верата. Ќе отвориме заедно, значи ќе можеме да отвориме заедно во посланието на евреите, значи послание на евреите, 11 глава, и ќе читаме од 1 до 3. Еве што вели Словото Господово. А верата е подлога за увереност во она што кое се надеваме, убеденост во она што не го гледаме. Преку неа апостолите добијаа сведоштво. Преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божиот збор и дека невидливото произлегло или настанало видливо. Во Римјаните 8 глава, значи ќе отвориме во Римјаните 8 глава, ќе читаме 24 и 25. Еве што вели повторно Словото Господово. Зошто со таа надеж бевме спасени, а надежта што се гледа не е вистинска надеж. Зошто кој би се надевал во она што се гледа? Кога се надеваме, пак на она што не го гледаме, се разбира дека со трпение и го очекуваме. Потоа, во 2 Коринтијаните, значи 2 Коринтијаните, 5 глава, еве што ни зборува повторно Словото Господово. Значи 2 Коринтијаните, 5 глава, ќе го читаме, се разбира, 7 стих. Еве што вели Словото Господово. Бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. Се разбира, писателот на евреите вели, а верата е жива представа, за она што не се гледа, ние докажуваме дека постои, се разбира. Што би рекол Господ Исус по прашање на верата? Еве ќе отвориме во Евангелието на Јован, значи Евангелие на Јован, 20 глава, ќе читаме од 24 па се до 31.
А Тома, еден од 12 наречен близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Другите ученици му рекоа: го видовме Господа. А тој им рече: додека не ги видам раците од клинците на раците негови и не го ставам прстот свој во раните од клинците и не ја ставам раката своја во ребрата негови, не да поверувам. А по 8 дена учениците негови пак беа собрани и Тома со нив. Дојде Исус, кога вратата беше заклучена, застана меѓу нив и им рече: мир вам. Потоа му рече на Тома: дај го прстот свој овде и види ги раците мои. Дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои и не биди неверлив, туку поверувај. Одговори Тома и му рече: Господ мој, Бог мој. Исус му рече: Тома, ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои што не ме виделе, а ке поверуваат. И многу други чуда изврши Исус пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга, а овие се запишани за да поверуваат дека Исус Христос е Синот Божи и верувајќи да имаме живот во Неговото име. Еве што Исус вели: не е вера она што се гледа, туку вера е она што не се гледа. Зошто ни е потребна верата? Интересно прашање. Зошто ни е потребна верата? Верата ни е потребна за да не доближи до Бог, за да не направи богоугодни личности. Ако ја прифатиме и ја негуваме правилната вера, тогаш таа станува средство преку кое добиваме прошка на гревовите, помирување со Господа, поштеда од Божиот суд, вечниот живот, многобројни благослови, заштита од ѓаволот и од демонските сили, прочистување на срцето од се што е зло, него облагодарување и добиваме живот вечен преку Божиот дух и стануваме трајни сузници на животот вечен. Еве зошто ни е потребна, се разбира, верата. Потоа, еве што ни открива Словото Господово. Дали може, или да си поставиме едно прашање, дали е возможно да му се угоди на Господа, ама меѓутоа без вера? Повторно ќе отвориме во Евреите 11 глава, значи Евреите 11 глава, и ќе го прочитаме, се разбира, 6 стих. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои што доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат него. Значи, не е возможно да се пристапи, да се дојди, да се доближиш до Бога, меѓутоа без вера. Еве што би рекол еден Божи човек по име Августин. Иако верата е верување во нешто што не го гледаме, наградата е дека ќе го видиме тоа и што го веруваме. Кои се нашите привилегии кои произлегуваат преку верата? Значи, дали верата има сама со себе или сама со себе носи одредени привилегии за нас? Прво, и клучно, и важно е стануваме преку верата во Исуса Христа, деца Божи. Еве што би рекол евангелистот Јован. Ке читаме првата глава, значи Евангелие на Јован, прва глава, ке го читаме, се разбира, 12 и 13 стих. А на сите што го примија и на сите што верува во Неговото име им даде можност да станаат деца Божи, кои не по крв, ни по желба на телото, ни од поход машка, туку од Бога се родија. Значи, прва и важна клучна работа. Преку верата стануваме деца Божи. И ако стануваме преку верата во Исуса Христа, деца Божи, онда ние стануваме наследници или се здобиваме со наследство. А всушност тоа е царството Божио. Потоа, што добиваме? Добиваме живот вечен. Всушност,
преминуваме од смрт кон живот. Евангелие на Јован, 5 глава, 24 стих. Еве што вели Словото Господово. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша Словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт кон живот. Потоа, во тоа исто Евангелие, во 6 глава, 47 стих, Исус вели: вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, има живот вечен. Всушност, ова се привилегии кои произлегуваат од верата во Бога или верата во Исус Христос. Одиме понатаму. Преку вера ние сме оправдани. Значи, преку верата ние сме оправдани. Или преку верата се оправдуваме. Ќе отвориме во Римјаните 3 глава, значи Римјаните 3 глава, ќе читаме или ќе го читаме 28 стих. За да ја покаже својата праведност во сегашно време, дека тој справедлив и дека не оправдува за секогаш што веруваат во Исус. Значи, дека ги оправдува сите оние кои што веруваат во Исус. Така и ние заклучуваме дека човекот се оправдува со вера, без делата на законот. Значи, Римјаните 3 глава, 28 стих. Исто така 5 глава, ќе го читаме 1 стих. И така, оправдани преку вера имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос. Значи, не само се оправдуваме преку верата, туку ние преку верата во Бога се здобиваме со мир. Всушност, преку Божиот застапник, преку Исус Христос, ние се оправдуваме, верувајќи во Него, и добиваме мир. Не мир како што го нуди светот, туку мир кој доаѓа од престолот, се разбира, на благодата. Потоа, ќе зборуваме за ицелителна вера. Преку верата ние можеме да се ицелиме. Новиот Завет, 4 Евангелија изобилуваат со вакви истории, со вакви приказни, со вакви настани или случаи, каде што Исус ицелувал многу луѓе и му велел дека верата ваша ве ицели или ве спаси. Но, ќе земиме само еден пример. Жената која страдаше 12 години со крвоток. Ќе отвориме во Евангелието на Марко, значи Евангелие на Марко, 5 глава, и ќе читаме 34 стих. Значи Евангелие на Марко, ќе го прочитаме 34 стих. А тој рече, се мисли на Исус: Керко, верата твоја те спаси, оди си со мир и биди здрава од болеста своја. Значи овде станува збор за една жена која што цели 12 години страдаше од крвоток. И таа само веруваше дека ако се допри до Исус, дека ќе биде и целена. Толкава вера имаше, се разбира, оваа жена. Исто многу важно е дека преку верата нас ни се опростуваат гревовите. Се разбира, вера во Бога. Еве ќе отвориме во Лукиното Евангелие, 5 глава, и ќе видиме еден пример, еден човек кој бил фатен или неподвижен човек. И ако читаме од 70 стих, значи ако читаме од 70 стих, па се до, се разбира, 26 стих, ќе видиме што ни вели Словото Господово. Еден ден додека поучуваше, седеа таму фарисеите и некои други вероучители, кои беа дошли од сите села на Галилеја, Јудеја и од Ерусалим. А тој имаше сила, Господова, да лекува. И ете некој донесоа на постела еден човек што беше неподвижен. Сакаа да го внесат и положат пред него, се мисли пред Исус. Па бидејќи не најдоа место од каде да го внесат поради народот, се качија на куќата и преку покривот го спуштија со се постела настреде пред Исус. А тој што ми ја виде верата нивна, рече: човеку, ти се простуваат гревовите.
Книжниците пак и фарисеите почнаа да размислуваат и да велат: кој е овој што хули на Бога? Кој може да простува гревови освен единиот Бог? А Исус, кога ги разбра нивните мисли, ми одговори рече: што размислувате во срцата свој? Што е полесно да кажам? Ти се простуваат гревовите или да кажам стани и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите, му рече на неподвижниот: тебе ти велам, стани, земи си ја постелата и оди си дома. И тој веднаш стана пред нив и си го зеде она на кој лежеше, па си отиде дома, славејќи го Бога. Ужас ги обзеде сите и го славеа Бога, па си спомнеа со страв, говорејќи: чудни работи видовме денес. Замислете си што се случува. Верата во Бога е вера која ја целува, која проштева гревови. Потоа, колкава вера ни е потребна? Колкава вера ни е потребна? Библијата зборува дека нас ни е потребно вера колку едно синапово зрно. И тоа синапово зрно може само да се види преку микроскоп. Толкава вера нас ни е потребна. Еве ќе отвориме во Евангелието на Матеј, 17 глава, 20 стих. Еве што вели Господ Исус. А Исус му рече: заради вашето безверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку едно синапово зрно, ќе речете на ова планина: премести се одавде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас невозможно. Значи, нема нешто што не е возможно за оние кои што веруваат. Ама треба да се има вера, овде Исус вели, вера колку едно синапово зрно, се разбира. Како ќе живее праведникот? Еве, како заклучок, сакам да нагласам две работи. Како праведникот може да живее? Макар што апостолот Павле до 1 Коринтените 13 глава вели, а сега остануваат три клучни важни работи: верата, надежта и љубовта. Но ние ова вечер зборуваме за верата, дека без вера не е возможно да му се пристапи на Господ, ниту да се доближиме до Него. Затоа што само преку вера можеме да бидеме богугодни и да живееме преку верата. Еве ќе отвориме во книгата на Авакум да видиме што вели пророкот Авакум во 2 глава 4 стих. Значи, книга на пророкот Авакум, всушност тоа е една старозаветна книга, 2 глава 4 стих. Еве што вели: и ете, гордата душа ќе пропадне, а праведникот ќе живее преку верата. Повторно во Римјаните првата глава, ќе отвориме заедно, ќе го прочитаме 70 стих. Еве што ни вели Словото Господово. Повторно. Бидејќи во него се открива правдата Божја од верата и во верата, како што е напишано: праведникот ќе живее преку верата. Значи, ние ќе живееме, се разбира, преку верата. И има доста уште многу подрагоцени прилики за кои што можеби во иднина ќе зборуваме, но овие се клучни и важни привилегии кои се добиваат преку верата. Прво, ќе бидеме деца Божји, ќе се здобиваме со живот вечен, ќе бидеме оправдани преку верата. Верата може да не ицели. Исто така, што е многу важно и клучно, верата е таа преку кого можат да ни се простат гревовите. Друго, колкава вера треба да имаме? Се разбира колку едно синапово зрно. И потоа, Библијата вели дека праведникот или верникот, или оној кој што е Божјиот чедо, или Божји слуга, се разбира, ќе живее преку верата. Така да, Господ со вас нека биде оваа вечер, Господ нека ве благослови. Ако даде Господ повторно, со Божја воља, се разбира, се гледаме до наредната емисија, се разбира емисијата Глас на вистината, од каде ќе можеме да црпеме
да го проучуваме Словото Господово и всушност да ја видиме волјата Божја за секого еден од нас. Затоа, ако сакаме да видиме Божјата волја, да вкусиме таа Божја волја, потребно ни е вера во Господа. Затоа е многу важно да разбериме дека верата ние не си ја менуваме, туку дозволуваме верата да го промени нашиот живот, да го промени нашиот менталитет, карактер, живот. Само на еден таков начин можеме да станеме богоугодни личности. Господ со вас и пријатна вечер. Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушат емисијата се разбира Глас на вистината. Ве поздравувам од искрено срце и ви посакувам на вистина Божи благослови да течат врз вашиот живот и тоа секојдневно и Господ кој е на небесата да ги излева сите своји благослови и да покажува секојдневно милоста Божја.